Значи сега сме во последната фаза на органот пирамида Давидова звезда. Ова е долниот дел, значи ма или лавицата, кај што треба да напунеме со жива вода. Значи водата овде е донесена од специјален извор, каде што има додаток, каде што може да забележи камерата. Значи има додаток, се зголемува кислородот со помош на кутлешот македонски. Така што ова вода истата таа со зголемено количество жива вода на кислород ќе биде користена за долниот дел од пирамидата Давидова звезда. Откако ние после 2 сата збогатена со кислород од кутлешот македонски, сега ние ќе ставиме во пирамидата. Ставаме во пирамидата. Ова е таа вода, жива вода од извор со зголемено количество на кислород. Значи, до горниот слој ја ставаме водата. Потоа го ставаме бакарот и го ставаме кристалот албастер, идентично на замената на саркофагот на Александар, кој што на сосема идентичен начин е поставен. Откако сето ова го завршуваме, ова е третиот дел, главата на пирамидата, значи тоа е телото, ова е главата на пирамидата Давидова звезда. Ја вградуваме и комплетно потоа со специјална смола мум ја запечатуваме за да нема вакуумски простор, бидејќи од другата страна таа си има свој пролаз и се движи заедно низ целата пирамида. Што е нашата цел со сето ова? Значи, нашата цел е да докажеме дека ова органска материја, значи дека ова органска енергија, се извинувам, ова органска жива енергија или фи енергија е вечно жива и е многу корисна за денешната цивилизација, особено со зголемото присуство на радиоактивно зрачење, со зголемото присуство на електрониката. Ако знаеме дека Евана е најголемиот виновник за карцинамот во Македонија и воопшто на целиот свет, за спасување од подземни води и од она така наречена непозитивна црна енергија. Кога сме овде, ви го представуваме и кутешот, ние повторно ќе продолжиме, да ја зголемуваме иста вода, каде што сега камерата може да долови, бидејќи истата ова вода, освен што ја користиме за органите пирамиди, единствени во целиот свет што ја ставаме, ја користиме и за одгледување на јапонска камбуха, за чаевите кои што се, како што органот е чистач на просторијата, така и камбухата е чистач на нашиот организам. Значи, ова е таа работилница Еремија, дел од Еремија, каде што се прават овие нови светски откритија.